Пред крајот на учебната година, откако се сумираат резултатите од постигнатите успеси на учениците, денеска директорката на Основното музичко училиште Ристо Јуруков, Марија Лазарова, одржа пресконференција за медиумите на која ги презентираше учениците кои се закитија со високи награди од учество на државни и меѓународни надпревари во повеќе категории. Целта денес за оваа пресконференција беше токму тоа, да ги презентираме нашите најдобри ученици, они ученици кои оваа година не представуваа на државни и меѓународни надпревари. 13 ученика, заедно плюс оркестарот на традицијски инструменти со 5 ученика, освои оваа година 13 први, 2 втори и 1 трета награда. Пофалба до сите учесници, до сите нивни ментори. Се надевам дека секоја година таа бројка ќе расне и ќе се зголемува, како и бројот на ученици. Во тек се уште и уписот на ученици во нашето училиште и ја користам оваа прилика да ги повикам родителите да дојдат во училиштето, да видат како учениците се дружат, забавуваат и музицираат пред се. До вчера заврши еден дел од нашите активности, а тоа се концертите музичка среда, кои веќе ги поминавме 6 концерти, веќе бевте присутни на проба на хорот, кој се подготвува за патрониот празник, кој го славиме на 5 јуни, понеделник. Наградените ученици задоволни од постигнатите резултати најавија дека и наредната учебна година ќе продолжат да редат дипломи и успеси. Јас сум Макарија. Во изминатиот период заедно со мојата наставничка Марија Лазарова постигнавме одлични резултати на надпревари во Македонија и во Италија. Имам 3 први и 1 втора награда. Јас се викам Јован Цветанов, имам 10 години и учам во Основното музичко училиште Ристо Јуруков. И ова година јас имам 3 први места и тие ги постигнав со мојот наставник Душан Стојанов. Многу ми е чест да го имам него како наставник и сакам да продолжиме вака. Јас сум Милана Стаменкова. Учам кај наставничката Драгана Каравангелова. Бев на надпревар во Штип и освоив прва награда. Добар ден, јас сум Симон Вашковски. Тамбура свирам со наставникот Виктор. Бевме на надпревар во Кавадарци и освоивме второ место. Јас сум дел од оркестарот на традицијски инструменти. До крајот на учебната година остануваа да се реализираат уште неколку концерти, за кои професорот по традицијски инструменти Виктор Постолов изјави. Значи, како и секоја година, и ова година ќе завршиме со неколку концерти, од кои првиот ќе биде по повод патрониот празник на 5 јуни. Тоа ќе биде и воедно и завршен концерт на училиштето. Потоа имаме неколку гостувања, како гостување во Свети Николе на 7 јуни во Домот на културата, потоа гостување во Охрид на 9 јуни и последниот концерт за оваа година ќе биде концертот на родители и деца кој за прв пат ќе се одржи оваа година, како спој на родителите и нивните деца, а наши ученици кои ќе се представат со изведба по нивна желба и со тоа ќе ја завршиме програмата, концертната програма за оваа година. Беше многу богата и се надеваме дека следната година ќе биде уште побогата.